Пред да почнете да подготвувате писмено барање за донација или спонзорство до предпријатија, проверете дали тие имаат одреден систем за ова. Некои предпријатија во Македонија имаат конкретни формулари по кои што треба да се раководите. Во тој случај, земете ги предвид нивните барања, меѓутоа и видете ги советите во ова видео. Многу е важно писмото да биде персонализирано. Упатете го токму до оној кој што има моќ на одлучување во самото предпријатие. Вообичаено тоа ќе биде менаџер на висока позиција, некаде ќе биде сопственикот на фирмата, меѓутоа во писмото обраќајте му се директно нему. Должината на писмото секако зависи од самиот контекст. Доколку претходно сте имале комуникација и предпријатието од вас побара целосен предлог проект, во тој случај нормално дека ќе биде дописот и подолг. Доколку барате ицна донација, во тој случај ќе биде пократок. Меѓутоа имате предвид дека бизнисмените немаат многу време да читаат анализи како ние од граѓанскиот сектор, така што сепак гледате да бидете пократки. Писмото треба да има впечатлив и силен почеток и крај. Почетокот треба да биде ваков за да го задржи вниманието и оној што го чита да го исчита до крај, а крајот треба да е интересен и да повикува на активност, односно да го натера читателот да стори нешто во врска со вашето барање. Објаснете поконкретно зошто проблематиката што адресирате е важна. Кажете го тоа од име на себе како граѓанска организација, меѓутоа и од аспект на фирмата. Зошто за предпријатието е важно да учествува во решавање на дадениот проблем. Во подкрепувањето со факти, ние граѓанските организации изобилуваме со најразлични анализи и истражувања од областа. Многу од нив не се познати за бизнис секторот. Најдете интересен начин како да ги прикажете бројките и фактите со цел вашиот допис да биде поинтересен, а и по-подкрепен. Представете очигледна потреба или проблем и понудете конкретно решение. За секој донатор, како и за бизнисите, е важно да ги видат ефектите од дадената донација. Затоа во писмото може да имате посебен дел во кој што ќе ги објасните резултатите. Доколку тематиката е таква, дури може и да понудите пред и потоа фотографии. На тој начин јасно ќе илустрирате како донацијата ќе вроди со плод. Прецизно определете што е она што го барате. Доколку се финансиски средства, јасно наведете сумата и наведете до кога ви се потребни овие финансиски средства. Кога станува збор за спонзорство, тоа е повеќе натиго дај ми го однос помеѓу примателот и давателот. Во тој случај може да определите различни пакети. За различни суми, спонзорот ќе добие различен тип на видливост, промовирање и така натаму. Добро е вашиот писмен допис да има убав дизајн. Ова не значи дека треба да потрошите многу за ова, доволно е да на убав начин го прикажете вашето лого и имате меморандум. На тој начин ќе дадете визуелен впечаток. Дури да бидете одбиени, потоа ќе бидете запамтени од страна на оној кој што го читал. Писмото треба лесно да се чита и да биде разбирливо. Избегнете го оној технички јазик што ние граѓанските организации вообичаено го користиме и дајте примери со кои што читателот ќе се поврзе и ќе ве разбере. Не звучат очајнички, туку конкретно, јасно и итно. На тој начин ќе оставите впечаток.